Почнуваме со вестите, останете со нас и проследете ги. Од денеска па во наредниве 3 дена градот Подисарот ќе пулсира во ритмот и рефрените на мелодиите кои ќе бидат изведени на овогодинешното 32 издание на фестивалот на забавна музика Макфест 2017. Со свечено кревање на фестивалското знаме започна 32-то издание на фестивалот за забавна музика Макфест 2017. Оваа година за фестивалот беа подготвени 30 номери, но ќе се изведат 29 композиции поради болест, нема да настапи Симона Поповска. Вечерва на првата фестивалска вечер од Макфест 2017 ќе бидат изведени 14 композиции. Одма да се пофалиме дека ни стигнаат CD-ата, дека се готови, тоа значи дека сме скроз готови, дека добро сме си одработиле работата и оваа година како и секоја. На време имаме CD, на време имаме бина готова, на време ни е прес-центарот готов, сите се дојдени учесници што треба да учествуваат вечер, освен една, Симона Поповска, за жал не може да дојде, затоа што е болно, едноставно. Димитар Атанасовски е задолжен за водителскиот дел на Макфест 2017. Огромна чест и задоволство е да се биде дел од една ваква долгогодишна манифестација, која што е една од најголемите и најдолгите музички традиции во нашата земја. 32 година поред, мене трета година непоред на сцената на Макфест. Задоволство ќе биде да се дружиме оваа година со сите музичари кои што ќе настапуваат. И овој пат Валентино Скендеровски е дел од продуцитскиот ангажман на Макфест. Целта ни беше да имаме тонски запис, да имаме двоен албум пред да се одржи фестивалот, за да можат сите медиуми да веднаш по изведувањето на секоја композиција да можат да емитуваат, да можат учесници да си учествуваат по разни емисии, да оди на радија, да се снимаат спотови и така натаму. Фестивалот годинава содржи различни композиции со многу различни стилови, каде што секој ќе може да си одбере она што му се допаѓа. Макфест има и интернационална нота, 6 композиции ќе бидат изведени од странски учесници. Нема да имаме во финале 20 композиции, туку 18 композиции. Токму заради фактот дека Симона нема да настапи и затоа во полуфиналните вечери, од полуфиналните вечери, во финале ќе одат по 9 композиции. Од двете вечери 18 композиции. Вечерва во дует на Макфест своја изведба имаат Зоран Илиев и Анабела. На моје огромно задоволство, еви јавно да и се благодарам на Анабела што прифати да биде дел од овој наш заеднички дует. Буквално со еден збор и ја пратив песната да ја слушне преку наш заеднички пријател. Испратив песната да ја слушне, таа нормално и се свигаше и се допадна песната и прифати да пее заедно со мене. Први пут учествувам на фестивалу Македонија и многу ми е драго с обзиром да сам овде. Прв пат учествувам на фестивалот иако сум често во Македонија. Имав голема желба да пеам на македонски. Се надевам дека се снајдов и немете да ме замерите ако сепак некаде погрешам. На Макфест Сара Мејс оваа година учествува со своја композиција насловена како Трепет. Утре ќе ја изведе Тања Ви. Годинава на моје огромно задоволство песната ќе испее Тања Би. Тоа е оваа убава девојка тука од мене, од мојата лева страна. Песната, џабе ќе ви зборувам за песната, треба да ја слушнете и сами да одлучите дали ви се допаѓа или не. Мислам дека ќе ви се допадне. Аранжманот го напиша Дамир и Мери, музиката и текстот се мои. Тања ќе даде се од себе за да остави една уникатна своја и единствена интерпретација. Настапуваме утре, односно Тања, 7 поред, така што дечки гласете за Тања, песната се вика Трепет и тоа, уживајте. Подготвена сум и искрено ми е многу чест и задоволство што ќе представувам песната, значи што е автор Сара Мејс и Дамир и Мери. И возбудена сум бидејќи ова за мене е прво искуство на Макфест. Морам да кажам дека сепак имам позитивна трема. Утре ќе биде, значи, поинаква атмосферата, бидејќи утре за мене ќе биде вечерта кога ќе настапувам. Но стискате палци, гласете за број 7. Макфест 2017 директно ќе го пренесува Македонската радио телевизија. Сите 3 вечери почнуваат во 20 часот и 30 минути.
Незаконски се делело земјиште, а и субвенциите. Во акцијата на Министерството за внатрешни работи и одделот за сузбивање на криминал и корупција на основното јавно обвинителство спроведена денес во 4 општини во државава, уапсени се 24 лица кои се осомничени дека ги злоупотребиле службените овластувања, оштетувајќи го буџетот на државата со над 220.000 евра. Инспектори ги прочешлаа и субвенциите во земјоделството, покажа денешната акцијска контрола на МВР, се делеле незаконски. Во само 4 општини, Скопје, Тетово, Гевгелија и Веландово, каде влегли инспекторите од одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал на МВР и одделението за организиран криминал и корупција на основното јавно обвинителство, приведени се 24 службеници, но и приватни лица кои ќарели од субвенциите што незаконски ги добиле. Најмногу приведени службеници се во Министерството за земјоделство, но и во подрачните одделенија во Скопје, но има и лица од Гевгелија и од Веландово. На 6 мина по кривичните пријави одјавен обвинител на претходна постапка, одредена им ја мерка притвор. Според надлежните раководители на одделенија, сектори, виши соработници и референти, работеле незаконски спротивно на дадените овластувања, оштетувајќи го буџетот на државата со над 220.000 евра. Пријавените горе наведените кривични дела ги вршиле на начин што раководителите во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кои што биле назначени како претседатели на комисии за одлучување по јавни огласи за давање под закуп на државно земјоделско земјиште, постапувајќи спротивно на законот, склучиле договори со нови закупци за парцели кои што биле правно спорни и не можеле да бидат предмет на договор. За парцелите кои што се спорни барани се субвенции спротивно на законот, при што барањата на субвенциите во системот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се внесувани од лица кои што нема засновано работен однос во МЗШВ. Во периодот од 2011 до 2016 година, искористувајќи ја својата службена положба и овластување, пријавените лица со своите незаконски дејствија противправно се стекнале со имотна корист во вкупен износ од 13.698.297 денари или 222.000 евра, истовремено нанесувајќи штета на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, стои во писменото соопштение од кабинетот на Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, доставено до медиумите. Во продолжение следуваат предизборните активности на сите учесници во локалните избори. Штипската болница се партизира, обвинија денеска на пресконференција од ВМРО ДПМН во Штип. Фокусот на раководството на Штипската болница не е насочен кон подобрување на условите во болницата, туку кон партиски вработувања и разместувања, кои изобилуваат со непотизам и реваншизам, кажаа денеска на пресот ВМРО ДПМН во Штип. Според информацијата која има ВМРО ДПМН, во последната недела се вработени уште 10 лица, на истиот начин преку истата меѓународна хуманитарна организација за која и предупреди ВМРО ДПМН, се со цел комплетно да се партизира Штипската болница. Од ВМРО ДПМН забележуваат дека за 3 месеци новото раководство не направило многу да ги подобри условите, но и хигиената во болницата и физикалната терапија. После 3 месеци мандат на новиот директор од редовите на СДС, во кругот на физикалната терапија е направена мини депонија. Дворот е во исклучително лоша состојба, а хигиената и условите во болницата и терапијата воопшто не се подобрени. На пресот на ВМРО со писмено соопштение реагира од СДСМ. Хигиената во клиничка болница Штип и во физикалната терапија е подобрена колку што се можеше со кадрите што ги остави ДПМН. За жал Тодоров ја одзема физикалната терапија и не е во доменот на клиничка болница, за да може да реновираме и таму. Таму кај што можевме, реновиравме. Детската соба за хирургија доби нов лик што и јавноста ќе има шанса да ја види. Вработување во болницата нема, како што нема ни реваншизам и непотизам. Ако досега некои нестручни кадри уживаа привилегии и беа заштитени, тоа сега не е така. Секој е распределен на соодветното место според соодветното образование и стручна спрема што ја поседува. Вработените на клиничка болница знаат вратите на директорот се секогаш отворени за секој. Гледаат кој ги обедини за заеднички да се решат проблемите. Веќе нема трошење по илјадници евра по
кафеани, но затоа од идната недела ќе започнат прегледи со ЕЕГ од областа на неврологијата. Стои во соопштението од СДСМ. Кандидатите за градоначалник на општина Штип за ВМРО ДПМН и СДСМ Илчо Захариев и Благој Бочварски денеска ставија своји потписи врз документот за подршка и заложба на проектни активности од младинските иницијативи. И двајцата кандидати истакнаа дека ќе го поддржуваат младинскиот совет на општина Штип. Кандидатите за градоначалници на општина Штип од ВМРО ДПМН Илчо Захариев и од СДСМ Благој Бочварски си подадоа рака и заеднички ја подпишаа заложбата за реализирање на проекти за млади која се реализираше од младите активисти на Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Захариев истакна дека градоначалникот е должен на младите да им создаде услови за добар живот на младите во нивните општини. Реално мислам дека тоа што е понудено денеска, што подпишавме, остварливо. Се надевам дека ние како градоначалници тоа ќе го, или како кандидати за градоначалници тоа комплетно ќе го испочитуваме. Идеите на младите за нас се битни. Често пати можеби ние не согледуваме некои работи во нашиот град. И од тие причини секоја идеја која ќе дојде од младите за нас е прифатлива и остварлива затоа што тие во принцип не бараат многу. Кандидатот за градоначалник од СДСМ Бочварски забележа дека тој како млад човек ги разбира потребите на младите. Да дадат свој придонес во градењето на идната локална власт и на сите наши граѓани. Така што ќе ги поддржам во секоја нивна намера, ќе ги поттикнам да направат значајни, битни проекти за нашиот град и за нашата општина и ќе ги вградам целосно во донесувањето на одлуките кои што ќе значат подобар живот на сите наши граѓани. Младите од Штип бараат јавен градски превоз, подобар студентски стандард и изградба на студентски дом. Според кандидатите за градоначалници за општина Штип, ова се проекти кои се реални и кои можат да се остварат од страна на локалната власт, а исто така ќе ја поддржат и работата на Советот на млади на општина Штип. Изградба на брана на реката Отиња најави денеска на пресконференција кандидатот за градоначалник за Штип од СДСМ Благој Бочварски. Кандидатот за градоначалник од СДСМ за општина Штип Благој Бочварски на денешната пресконференција истакна дека еден од трите приоритетни проекти во неговата програма е изградба на брана на река Отиња, која е долгогодишна желба на граѓаните на Штип. Свесни сме дека локалната самоуправа нема доволно средства за реализација на овој проект, меѓутоа овој проект влезе во програмата на оваа нова реформска влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз, со што се заложи дека ќе даде финансиска поддршка за изградба на брана на реката Отиња во Штип. Штип е еден од градовите, од поголемите градови кои што во својата близина нема природно или вештачко езеро или било каква акумулација на вода, така што ова е одличен проект за нашиот град. Тој истакна дека изградбата на браната на река Отиња ќе придонесе за намалување на неколку степени на високите летни температури, а исто така ќе се ублажат и екстремните ниски температури во текот на зимата. Реката Отиња, која поминува низ централното градско подрачје, ќе има и постојано свој биолошки минимум. Овој проект е многу важен за нас и веднаш ќе се зафатиме со завршување на експроприацијата, која што е почната пред 10 години и веднаш ќе ги доработиме проектите и ќе изградиме брана со околу 3 милиони метри кубни вода, која што ќе биде водено огледало и ќе даде многу нов квалитет за нашиот град, за Штип. Бочварски додава дека проектот ќе чини 5 милиони евра, од кои 1 милион евра ќе се обезбедат преку пренамене на средствата од самопридонесот, а останатите средства ќе ги добијат како поддршка од државниот буџет. На пресот на кандидатот за градоначалник за Штип од СДСМ Благој Бочварски со писмено соопштение реагира од ВМРО ДПМН. Бочварски и неговата матична партија не престануваат секојдневно да изненадуваат со нивните кампањски и популистички предизборни ветувања. Очигледно Бочварски не следел што се случува во минатиот период или бил премногу мал за да знае дека во време на градоначалникот Димитар Ефремов од СДСМ беше распишан референдум за пренамене на парите од самопридонесот за изградба на брана. Но самите членови на СДСМ гласаа против иницијативата на нивниот градоначалник, а нивниот следен градоначалник Пан Десарев даде позајмици на јавните предпријатија од парите на местниот самопридонес собрани за брана. Изградбата на брана на Отиња веќе влезе во програмата на владата на ВМРО ДПМН уште во 2016 година и истата беше предвидено да се гради во 2017 година. Сето ова говори колку Бочварски не ја познава работата на локалната самоуправа и колку не е во тек со развојот на настаните во минатото, стои во реакцијата од ВМРО ДПМН.
Во организација на Општинската организација на СДСМ во Штип се организира дебата на тема мали и средни предпријатија, проблеми и решенија. На оваа тема своје излагање, предлози и решенија за проблемите на стопанствениците ќе понудат министерот за финансии Драган Тевдовски и кандидатот за градоначалник за Штип Благој Бочварски. Од овој настан со Тони слика во текот на утрешните информативни појаси на Ирис телевизија. Сега одиме со преостанатите актуелности. Нови инфраструктурни проекти за селото Цера и туристичкиот комплекс Еленец, вети кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН за општина Македонска Каменица Дарко Митевски. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН за општина Македонска Каменица Дарко Митевски најави нови инфраструктурни проекти за познатото село Цера, кое се наоѓа на Осоговските планини. Во неговата програма предвидено асфалтирање на сите улици во селото, кое од разбиен тип. Во село Цера 2 ќе го асфалтираме локалниот пат до Маала Кукли, до Маала Шопје, како и до Маала Цветанци. Додека во село Цера 1 ќе биде асфалтиран локалниот пат до Маала Гребен, до Маала Помаци, до Маала Стамболии, како и до Маала Станчовци. Митевски најави дека ќе има и нови инвестиции во туристичкиот комплекс Еленец, а исто така ќе има и подршка за руралниот туризам. Старата училишна зграда ќе биде целосно реконструирана и ќе добиеме нова спомен костурница. Она што е содржано во оваа програма е дека ќе ставиме и спомен обележие за битката на Говедар. Покрај тоа ќе инвестираме во локалните водоводи за да добиеме поквалитетна вода за пиење и исто така ќе инвестираме во се оно што како идеја ќе произлезе од граѓаните на село Цера 1 и на село Цера 2. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН за општина Македонска Каменица Митевски забележа дека во изминатите години општината инвестираше во сите села. Дечињата кои се хоспитализирани на детското оделение во Штипската клиничка болница денеска добија подароци од учениците од Штипското основно училиште Гоце Делчев. Ученици од прво, второ и трето оделение од основното училиште Гоце Делчев Штип денеска донираа играчки постелнина на децата кои се хоспитализирани на детското оделение во Штипската клиничка болница. Наставничката Сонја Петрова од основното училиште Гоце Делчев вели дека учениците една недела ги собирале играчките и постелнините за децата, а акцијата е реализирана под мотото Децата за деца. Децата, значи под мотото од децата за децата, тие собраа од своите оддели, од своите играчки, перничиња, постелнини, значи за болните деца, со желба за побрзо оздравување и весел детски живот на болните дечки. На тој начин тие прават еден убав хуман гест, не само на оделението, а наставниците ги воспитуваат да тие понатаму станат стварно племенити и хумани луѓе кои ќе помагаат на општеството и тоа е навистина еден убав чин. Учениците кои денеска им ги подарија играчките и постелнината на децата на детското оделение велат дека сакаат децата побрзо да оздрават. Денеска ние ќе подариме играчки за болните дечиња и што ќе им посакате побрзо да оздрават? Да, овде сме да им подариме кукли, играчки и нешто од постелнини на болните деца. Учениците од училиштето Гоце Делчев донацијата ја организираа по повод Светската недела на детето, со што покажаа хуман гест кон децата кои се хоспитализирани на детското оделение. Во минутите предвидени за спорт, карате и бокс. Македонската репрезентација ќе настапи на карате еден премиер лигата што ќе се одржи во градот Салцбург, Австрија. Во составот на нашата селекција се и четворица каратисти од Штип. Вкупно 25 македонски каратисти во машки и во женска конкуренција ќе настапат на карате еден премиер лигата серија А што ќе се одржи во градот Салцбург, Австрија. Во составот на македонската репрезентација се и штипјаните. Емил Павлов, тој ќе настапи во категорија 60 кг, Сашко Патраклиев во категорија минус 84 кг, Жарко Арсовски во категорија плюс 84 кг и Јована Ѓоргиева која ќе настапи во категорија 55 кг. Вкупно се пријавени ќе настапат 1416 надпреварувачи на ова првенство кое во Салцбург ќе се одржи на 7 и 8 октомври. Инаку ова е трето коло на премиер лигата, а преходните две кола се одржаа во Истанбул, Турција и во Лајпциг, Германија.
Екипата на Pink Panther ги продолжува надпреварите во регионалната боксерска лига во есенското продолжение. Во сабота во Штип во рамките на 9-то коло ќе гостува најдобрата екипа во регионалната лига Ратник од Биелина. Во сабота на програмата ќе бидат мечевите од 9-то есенско коло во рамките на регионалната боксерска лига. Боксерски клуб Pink Panther во Штип ќе биде домаќин на најдобрата екипа во регионот Радник од Биелина. Според информацијата од претседателот на клубот Илија Младеновски се очекува мощен, интересен и возбудлив меч во кој гледачите ќе можат да видат интересни борби од штипските боксери во чии редови покрај Марко Доцич ќе се појави и лесковчанецот Душан Стојановиќ кој беше прогласен за најборбен боксер на меморијалниот турнир Јордан Мјалков во 2014 година. На рингов во Штип гостите од Биелина покрај останатите ќе ги представат и великаните Себастија Шакири, Алмедин Фетаховиќ и Џемал Бошњак. Боксерскиот меч Pink Panther Радник Биелина ќе се одржи во сабота 7 октомври во спортската сала Јордан Мјалков во Штип со почеток во 17 часот и 30 минути. Почитувани гледачи, овде заокружуваме информативната програма на Ирис телевизија. Ви благодариме за вниманието и ви посакуваме пријатна вечер.